Енергетската криза треба да се решава интервентно и правилно, зашто тоа се случува сега и одлагање не смее да има, вели професорот Алаудин Закири. Планот за енергетската криза се состои од интервентни мерки кои треба да се преземат за да се преживее зимата. За ова мора да се најдат пари, а планот треба да ги задоволи главните потреби за зимава. Потенцира Закири. Буџетот во овој момент предвидува наменски 300 милиони евра кои ќе бидат за земјава да се справи со енергетската криза. Но пари мора да се најдат бидејќи друг излез нема. Децидни се економистите. Но она што загрижува според економистот академик Абдул Менав Беџети е дека пакетот може да биде многу потежок со оглед на тоа што е проектиран да ги задоволи потребите за следниве 6 месеци во време кога цените драстично варираат на дневно ниво. Дали ова не е моменти за шпекулативни однесување кога некој ќе банкротира, а друг ќе профитира? Имаме компании кои создаваат екстра профит од домашната струја во време на криза. Поедноставно, државата ја субвенционира цената на струјата и до 80% за домаќинствата и малите потрошувачи, но при што ја продава по повластени цени на енергетските компании како Евана, на пример. Потоа, овие компании домашната струја му ја продаваат на бизнисот по своји цени. И така, во кризни периоди, некој остварува многу големи, несослужени профити, а некој треба да плати со банкротирање или затворање. Објаснува Беџети. Во оваа насока се секојдневните обвинувања од страна на опозицијата дека ефтини мегавати истекуваат надвор од државата за сметка на големите потрошувачи кои струјата ја плаќаат по огромни цени. Спротивно од владата велат дека пари и струја без рестрикции оваа зима ќе има.